Денес, кога Македонија го одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, граѓанското движење за ослободување на Македонија со трибина во градот на гимиџиите го одбележа денешниот празник. Директните средби со граѓаните е најсоодветниот начин за потсетување на минатото и историјата, но и појаснување на сегашната политичка ситуација, истакна Александар Пандов. За жал, иако одбележуваме денес 123 години од почетокот на македонската борба за ослободување, за имање на своја држава, свој јазик, во градот на гимиџиите, ние сме сепак и понатака должни да ги појаснуваме одредените штетни политики кои што пород македонци ги говорат во Македонија. Пред се тука мислам на Зоран Заев и на неговата СДСМ, политики кои што најавуваат федерализација на Македонија, поделба на Македонија, најавуваат двојазичност на целата територија, секако политики кои што не и посакуваат добар напредок на државата, не и нудат просперитет. Нашите предци се бореле за самостојна и независна Македонија, да не дозволиме тој сон да згасне. Ние македонците никогаш нема да бидеме во темница, оти ние сме синови на светлината, синови на денот. Затоа да се биде македонец најпрви не света работа, а потоа проклетство и немир, беа зборовите на Петре Темелковски. Со оваа силна порака тој порачува да не дозволиме на македонскиот народ да му се случи поделба. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме, што пишуваме, што пееме, што играме, што се караме и што се мириме на македонски. Нека го отворат Светото писмо нашите домашни предавници и нивните странски инспиратори и поддржатели и ќе видат дека ние македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме и до денов денешен ја немаме целата асолно одбрането. Градот на гимиџиите секогаш бил град кој се стремел кон ослободување и осамостојување на Македонија. Од овде излегле голем број на јунаци кои ден денес живеат во сеќавањата на секој горд македонец.